Пред 7 децении, големиот поет Блаже Конески ја напиша песната Везилка, во која и се обраќа на македонската жена Везилка да му помогне како да напише проста и строга македонска песна. А Везилка е и насловот на изложбата на визуелната уметница, професорка по сликарство на Академијата за ликовни уметности при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, но и активистка, борка за човекови права Јана Јакимовска, чија изложба е отворена овде во Културно-информативниот центар. Затоа и разговараме во следните минути со Јана во Култ Култура. Јана, добар ден, добре дојде во нашата емисија. Честитки за новите дела, слики и цртежи во рамките на изложбата Везилка, па еве да тргнеме од тоа прашање како се инспириравте и како дојдовте на идеја да го искористите македонскиот традиционален вез за да проговорите за положбата на современата, но и на жената од минатото. Благодарам најпрвен за интересот за да посетите оваа изложба и да разговараме малку на оваа тема. Знаете како јас со везот, исто како и со традицијата, имам амбивалентен однос, како што сметам дека треба да имаме. Минатото и традицијата се сака, меѓутоа треба да се сака критички. Она што нас културно и идентитетски не обележува, не значи дека е по секоја цена безгрешно, тоа доаѓа со некакво бреме. Во случајот тоа е бреме од кое што не сме ниту денес сосема растеретени, а тоа е бремето на патриархатот, на репресивните односи спрема жената. Првиот цртеж кој што настана од овој циклус настана многу спонтано, како цртеж изработен за една изложба на Друштвото на ликовни уметници уште пред 2 години, кога за традиционалната изложба цртеж, експериментален цртеж, пораката ни беше да се осврнеме на Конески, мислам дека беше некаков юбилеј и тогаш, ако не се лажам сега да не грешам. Меѓутоа, мене веднаш ми текна на Везилка. Зошто ми текна на Везилка? Затоа што тоа е една од ретките, можеби единствена песна од македонската традиција во која што поетот и се обраќа на жената. И тоа нели по принципот како што античките поети се обраќаат на музата, меѓутоа Везилката не е музата, една обична жена, таа е секоја наша баба, прабаба, која што на своите плеки го носела бремето на семејството, на сиот тој невидлив домашен труд, кој што на сите им значел многу, меѓутоа никој не го перцепирал како нешто важно. А секако без тие нели мрежи и нели метафорички мрежи во едно домаќинство семејствата се распаѓаат нели и така натаму. Жената е стожерот на Жената е стожерот, меѓутоа стожерот кој што никој ништо не го прашувал, ја женеле, ја мажеле нели без да ја прашаат, ја тепале, ја убивале, ја едначеле со нула многу често, меѓутоа нели фолклорот со кој што ние денес се гордееме и нели традиционалниот македонски вез кој што е нели нашиот идентитет е создаван токму од тие невидливи и анонимни раци на нашите мајки, прабаби, баби и така натаму. И од тој аспект ми беше важно да проговорам за тоа, бидејќи и денес светот се уште се бори за еднаквост, нели во светот жените се уште се борат за еднаквост, можеби не секогаш таа е економска кај нас, можеби не се тие борби, меѓутоа во светот постојат и борбите за еднакви плати, постојат борбите за основни женски човекови права, за права на сопственото тело, за на крајот на краиштата и за правото на сопствен живот. Различни се темите на кои се осврнувате на оваа изложба преку делата. Некаде жената е жртва на прегазување, како што имавме случај кај нас. Исто така ги
опфаќаат и интимните, репродуктивните аспекти од женското тело, а исто така и социјалните аспекти, па едноставно може да се забележи дека тука постои критика и субверзивност. Како го објаснувате тоа? Веројатно тоа оди природно со тоа која сум и што сум, на крајот на краиштата. За мене барем тоа што го работам никогаш не е надвор од тоа што сум и од тоа што ме окупира секојдневно. Како жена што живее во Македонија во ова време, сите овие работи за кои што зборувам низ делата ме допираат, директно или индиректно. Знам дека ако денес не сум била прегазена на пешачки јас, може би ќе бидам утре. Имам среќа што ниту еден сегашен ни бивш партнер може би не бил насилен да ме снема. Меѓутоа тоа е реалноста на многу наши современички. И не може да останеме рамнодушни на тоа. А знаеме дека тоа не е производ на случајности, тоа е производ на системско нерешавање на проблемите, на ненаоѓање начин како да се одговори на нив и впрочем, воспитување, начин на растење на нови генерации, тоа отсуство на желба да се случат тие вистински промени. Сето тоа го чувствуваме и не иритира. Растам, стареам, на крајот на краиштата гледам колку малку работи се менуваат. Имам ќерка која што сакам да остане да живее во оваа земја и не сакам да биде бесна за истиве работи, затоа што е досадно веќе да бидеме бесни за истите работи. Треба да ги промениме. Мојот начин на функционирање е да се изразувам низ слика и нормално е дека сите работи кои што мене ме мачат или ме радуваат или ме интригираат ќе бидат некако вткаени или извезани на моите платна и во моите цртежи. Делата се минималистички, користевте различни материјали и техники, започнувајќи од акрил, преку фломастер, до рабиц мрежа, па дали идејата го избира медиумот за создавање на едно ликовно дело или медиумот го избира делото? Како оди тоа во вашиот случај? Комплексно е прашањето затоа што има од се по нешто. Јас сум, например, автор кој што многу сака да си поставува ограничувања. И мислам дека апсолутната слобода, таа декларативно е многу важна во уметноста, меѓутоа суштински кога имате пред себе празен лист, апсолутната слобода не ви помага да се изразите. Она што ќе ви помогне се ограничувањата кои што сами ќе си ги наметнете. Не општеството, не цензурата, не репресијата, туку ние самите да си поставиме некои граници во кои што ќе си играме. Оти уметноста, меѓу другото, е игра и не смее да престане да биде тоа. Моментот со рабиц мрежа се случи на првиот цртеж, кога јас сватев дека она што е специфично за македонскиот весат, тоа е таа една пикселирана визуелна естетика. Многу интересно можам да ја пренесам низ дупките од рабиц мрежата. За оние кои што не знаат, рабиц мрежа е една пластична мрежа што се користи во за армиран бетон ништво. И јас ја ставав како шаблонче врз белиот лист и низ тие дупчиња од таа мрежа јас ги цртав сите тие полиња кои што имитираат вез на одреден начин, со кои што главно се обидував да ги повторам тие фолклорни мотиви, но и да напишам разни пораки и да ќе видат гледачите во инсертите што се има во тоа. Она што ми беше интересно, откривајќи го тој момент на поле ограничено за изразување, микрополе, беше дека ме потсетува многу и на пикселите од современите дигитални екрани, со кои што сме секојдневно поврзани. Па така и сватив дека зборуваме за едно минато, зборуваме за една сегашност, зборуваме за ракотворба и за дигитален пиксел, а всушност зборуваме за една историја и за се што се наоѓа помеѓу од тогаш до тогаш и сваќаме колку работите малку се промениле, односно речиси да не се промениле
суштински. Меѓутоа, во сето тоа најдов и други игри, играта на оние така наречени куварици, готвачки. Кај нас мислам дека дури не ги викаат така и затоа ми беше компликувано. Не се преведуваат, да. Ги остави во својата изворна форма, бидејќи тие беа еден, да речеме, бившо југословенски феномен и генерално мислам дека источноевропски феномен, дека ако не се лажам, тие везените крпи кои што домаќинките ги везеле. Немаше семејство каде што немаше. Моето семејство беше исклучок, можеби, но како и да е. Во секој случај тоа се тие досетливите рими и сликички од типот куварице мање збори да ти ручек не загори, нели, готвачки помалку зборува за да не ти загори ручекот. Досетливи и симпатични, но еднакво репресивни низ тој, нели, римуван хумор, каде што треба да си го знаеш, нели, местото ти е во кујната, местото ти е, немој многу да зборуваш. Да, постои директива да не зборува, да внимава на ручекот. Така. На отворањето на изложбата рековте дека не ви се верува дека жената во 21 век се уште е жртва на семејно насилство или на насилство базирано на родова припадност. Зошто? Што беше идејата преку тоа да пренесете? Дали ве мотивираше еден пример или повеќе примери? Не бев мотивирана од еден случај, знаете, и не би сакала да вперувам прсти. Конкретните случаеви се само, како би се рекло, резултат на она што живееме. На системските пропусти, како што рековте. Конкретните случаеви се случиле затоа што не биле санкционирани на време, затоа што нашите закони, доколку некој физички не ве нападне, диктираат дека нема потреба од реакција, најчесто. Значи, тоа се тие проблеми. Во медиумите ве етикетираат како феминистка, дали и вие се декларирате како таква или едноставно како активистка, борка за човекови права, независно дали за машки или женски? Јас сум горда феминистка и сметам дека тоа не е погрден збор, напротив, си го носам гордо. Мислам дека не би требало да постои разлика помеѓу зборот феминистка и борец и борка за човекови права, бидејќи тоа всушност е едно исто. Затоа што женските права се и човекови права, а впрочем со подобри права на жените никој не губи. Оти човековите права не се колач, кој што ако нели јас имам едно парче за вас нема да остане. Тоа нема да се случи. Човековите права се за доброто на сите и на мажите им е потребен феминизм, можеби дури и повеќе, затоа што патриархалната според мене ужасна репресивна култура и ним не им дозволува да бидат тоа што се, и ним не им дозволува да бидат ранливи, а им треба, не им остава простор за грешка. Нели, тие улоги се поделени. Ние сме тие кои што треба да плачеме и да бидеме жртви, а тие се тие кои што треба да бидат силни, што исто така е бесмислено. Сите сме луѓе и сите треба да го сватиме тоа дека карактеристиките наши се наши заеднички и сите сме заедно во таа чорба, да не речам. Денес ќе разговараме за една малку сериозна, а и тема која што веројатно допира многу луѓе пошироко, не само нас, а тоа е говорот на омраза на социјалните мрежи и како би можеле со тоа да се справиме. Што ве мотивираше да се зафатите со проектот, поточно подкастот Радио Милева, чиј коавтор сте, заедно со вашите другарки, активистката Ирена Цветковиќ и писателката и активистка Румена Бужаровска? Со Румена и Ирена се знаеме и се дружиме од многу одамна. Она што го правиме на подкастот е всушност само едно, да речеме, формално продолжување на сите оние наши неформални муабети што сме си ги правеле цел живот и што ги правиме и ден денес. И кога ќе седнеме на кафе, и кога ќе, нели, во чет, кога ќе си разменуваме информации, тоа се оние работи кои што нас длабоко не допираат и не интересираат и просто сакавме нашата перспектива да споделиме со други гледачи и гледачки. Особено мислевме дека е важно тоа да го формализираме во некаква, нели, видлива форма како подкаст за помладите генерации, оти мислам дека на новите генерации девојчиња многу им е потребно да имаат пристап до различни светогледи, оти во време во кое што повторно почнува да царува на светско ниво
еден многу непријатен таков десен бран и сека да се кастрат женските и човековите права. Убаво е да се знае дека методи и начини на поврзување, на разговарање, на крајот на краиштата и на омоќување и на вмрежување постојат. И мислам дека сме затоа присутни. Реков дека предавате сликарство и сликарски техники на Академијата за ликовни уметности при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Па што ги учите вашите студенти? Ги учам да бидат своји, да бидат искрени, да бидат честни и да бидат секогаш љубопитни. Оти нашава работа, уметничкава работа, нема крај, во смисла никогаш нема да бидеме секогаш можеме да бидеме подобри, но никогаш нема да бидеме совршени. Секогаш можеме да еволуираме и да се менуваме и да растеме како творци, бидејќи тоа го правиме и како луѓе секој ден. Од секого можеме да учиме нешто, од некого учиме како треба, од некого учиме како не треба. И секогаш треба тоа што го работиме на вистина да доаѓа од нас и да биде дел од нашите лични пориви. Воспротивно, тоа ќе биде само едно обично нешто што има боја и форма, а прашање дали ќе има суштина. Јас ви благодарам за разговорот. Благодарам јас. Тоа беше Јана Јакимовска во Култ култура, а вие, почитувани гледачи, останете на телевизија Телма и имајте пријатен ден.